Дали сме спремни да започнеме со една убава тема? Мислам нека да. Така? Знаете што има потреба од оваа тема, знам дека ви е познато и се, меѓутоа би сакал да отвориме Свето писмо и да отвориме прво Коринтијаните 11 глава. За следното прашање, за кое ќе ви дадам упатства, не можам да ве пофалам, зашто се чини дека вашите собирања предизвикуваат повеќе штета одошто полза. Значи, апостолот Павле се обраќа до Коринската црква и се обраќа на верниците таму, дека не може да ги пофали за подобро, туку за полошо дека е. И еве дава одредени забелешки. Продолжи. Пред се слушам, а делумно и верувам во тоа, дека кога се собирате на богослужби, меѓу вас има подвоеност. Неизбежно е и меѓу вас да се појават групи што ќе се отцепат од вас, но така ќе се види кој се држи до вистината. Добро. Значи, многу е специфично ова кога го читаме да го разбереме, зошто? Затоа што табори. Нашиот речник тоа го разбира како таборизирање или создавање на групи, едни со едни се дружат, други со други. И ете апостолот Павле зборува дека кога се собираат луѓето во црква се појавуваат расколи, вели, во стандардниот превод. Се појавуваат расколи меѓу вас, во што делумно верувам, а потребно е меѓу вас да има и разделување, за да се истакнат подостојните меѓу вас. Така да сепак он го потврдува тоа дека треба такви поделувања да има. И потоа Слушам дека кога се собирате на Господовата спомен вечера, секој гледа брзо да си го изеде тоа што го донесол, па еден останува гладен, а друг се опива. Си немате ли вие куќи, па таму да јадете и да пиете, или сакате да ги презирате сиромашните во Божјата црква? Што да ви кажам, зар да ве фалам? За тоа не можам да ве пофалам. И вам ќе ви го пренесам она што Господ мене ми го предаде. Ноќта кога беше предаден, Господ Исус зеде леп, се заблагодари, го раскрши и рече: ова е моето тело што се крши за вас. Правете го ова како спомен за мене. Исто така по вечерата зеде чаша со вино и рече: оваа чаша е новиот завет меѓу Бог и вас, запечатен со мојата крв. Подсетувајте се на ова секогаш кога ќе пиете за сеќавање на мене. Секој пат кога за оваа цел јадете од лебот и пиете од чашата, ја прикажувате смртта на Господ, се додека тој повторно не дојде. Добро. До овдека е доволно. И сега истото ќе го прочитаме во МКБ верзија. Кој сака, ајде Весна. Заповедувајќи ви го тоа, не можам да ве фалам, зашто вашите состаноци не се за подобро, туку за полошо. Зашто прво слушам дека кога се собирате постојат раздори меѓу вас и верувам нешто од тоа, зашто треба да има меѓу вас и разлики, за да се покажат подостојните меѓу вас. И така, кога се собирате заедно, не е тоа за да се јаде Господовата вечера, зашто кога ќе се седне на трпезата, секој го зема своето јадење, и едниот гладува, а другиот се пијани. Немате ли куќи за да јадете и пиете? Или ја презирате Божјата црква и ги срамите оние кои немаат? Што да ви речам? Да ве пофалам? Не ве фалам за тоа. Зашто јас го примив од Господа она што и ви го предадов, дека Господ Исус во онаа ноќ во која беше предаден зеде леп и благодари, го раскрши и рече: земете и јадете, ова е моето тело кое се крши за вас. Правете го ова за мој спомен. Исто така и чашата по вечера и рече: ова е чаша на новиот завет во мојата крв. Правете го ова секој пат кога пиете за мој спомен. Зашто секој пат кога ќе го јадете овој леп и ќе пиете од оваа чаша, ја навестувате Господовата смрт, додека дојде тој. Продолжи уште еден стих. Затоа, кој јаде од лебов или пие од оваа Господова чаша на недостоен начин, ќе биде виновен против телото и крвта на Господа. Продолжи уште еден стих. Но човекот нека се испита себе си и така да јаде од лебот и да пие од чашата. Зашто кој јаде и пие, а не го разпознава Господовото тело, јаде и пие за своје осудување. Затоа мнозина се слаби и болни меѓу вас, а мнозина и умираат. Доволно. Фала. Зошто е ова важно кое што сега го прочитавме? Значи имаме една порака дека треба да примаме Господова спомен вечера и сето тоа кое што ни го дава апостолот има смисла, има зошто е тоа така.
Вели, зашто секој пат кога ќе го јадете овој леп и ќе ја пиете од оваа чаша, и ја навестувате Господовата смрт додека дојде тој. Може би тука се отвара прашањето што е тоа важно со објавувањето на Господовата смрт, навестувањето на Господовата смрт додека тој не дојде. На кого да ја објавуваме оваа информација? На ѓаволот, да. Значи, кога ние се сеќаваме на смртта на Исус и она што Исус го направи за нас на крстот, ние тоа го објавуваме на сатанското царство, на царството на сатаната, на тие власти во поднебесните простори, кои што сакаат да обвинуваат, да обременуваат и да создаваат конфликт во верниците кои што му припаѓаат на Господа. Меѓутоа, целото злобно царство, сите тие зли сили и власти во поднебесните простори се поразени. И они немаат сила врз вас, не можат да доведат внатре во вашиот ум да имаат целосен легитимитет за да ви влијаат на психата, се дури вие ја објавувате смртта на Господа. Во моментот кога напаѓаат со различни негативни мисли, мисли на сомненија, мисли на отфрленост, мисли кои што ви велат дека сте виновни, без разлика што звучи како сами да си се обвинувате, тоа се демонски мисли. Кога таквите ве обременуваат, тоа значи и текако дека имате потреба да ја објавувате смртта на Господ Исус додека тој не дојде. Значи, без разлика дали таа мисла е за болест, дали е за нешто лошо дека ќе ви се случи на вас или на блискиот семејството, или пак поврзано со некаква проблематика на вашето работно место, вие не треба да дозволувате тоа воопшто да броди низ вас. Може би ќе му текне да ви наметнува мисла од типот, ете, мајка ти е болна, значи сега и ти ќе бидеш болна, тоа те чека. Ја гледаш мајка ти, така ќе завршиш и ти. Пример. И на различен друг начин. Меѓутоа, во Колосјаните 2 глава, 14 до 17 стих вели: Бог ја избриша обврзницата со нашите долгови, според чии одредби ние бевме должници. Тој ја зеде и ја уништи, приковувајќи ја на Христовиот крст. Така Бог ги разоружа сите зли владетели и власти и јавно ги посрамоти, поразувајќи ги со Христовата жртва на крстот. Затоа не дозволувајте никој да ве обвинува за она што го јадете и пиете, за тоа дали ги славите празниците, дали ја славите младата месечина и саботата. Тие нешта беа само сенка на она вистинското што требаше да дојде, а тоа е Христос. Значи, како Господ обезбеди разоружување на тие нечисти сили и злобни влијанија? Преку што? Значи, нашата обврзница со нашите долгови, според чии одредби ние сме должници, Исус ја зеде, ја уништи како? На самиот крст, кога се даде себе си за нас. И така Бог ги разоружа тие зли владетели и власти, јавно ги посрамоти и ги порази со Христовата жртва, односно со кршењето на Христовото тело и пролевањето на Христовата крв. И затоа вели, никој не дозволувајте да ве обвинува. Зашто? И тука ги наредува. За она што го јадете и пиете, мрсно ли е, посно ли е, дозволено ли е, не ли е дозволено. Затоа дали ги славите празниците, ваков празник, таков празник на светецот овој, не знам, оваа светица не се работело, петок, сабота се работело, не се работело, млада месечина, саботата. Исто така и за саботата. Денеска има, значи, деноминација која што е врзана за саботата, а саботата беше во Стариот Завет се почитуваше. Исус дојде да го исполни тој закон, но и во саботата го вршеше Божјото дело. И самиот тој кажува дека саботата е создадена за човекот, нели? Соодветно, вели, тие нешта беа само сенка, односно, значи предслика на она вистинското што требаше да дојде, а тоа е Христос. И Христос нели дојде? Така да сето тоа се исполни, се заврши и од тогаш ние сме веќе растеретени од следење на тие ритуали, обреди, обичаи, традиции и така натаму. Сега, што е многу важно да истакнам?
Значи, нема обвинување за нас. Не сме да има обвинување за нас. Освен тоа што го читаме во 1 Коринтијани 11 глава, го пишува и во Римјани 8 глава, првиот стих, дека нема осудување за оние кои што се водат по духот, а не по телото. Нема осудување за оние што се во Христос. Самото слово ни го кажува дека Господ не осудува. Наредниот пат се надевам ќе имам можност да ви прикажам како Господ гледа на нас. Ќе се обидам тоа да ви го покажам физички, но она што сакам сега да го истакнам е следното. Вие знаете дека гревот кој што ние го вршиме во Библијата е прикажан како црвено, како боја на крв. Но исто така и пролевањето на Исусовата крв е црвена. Но, кога Господ гледа низ призмата на Исусовата крв, на крвта праведна на Неговиот Син, ти да речеме си сега грешна, си целата во црвено. Но крвта на Исус е пред тебе. И Господ те гледа низ филтерот на Исусовата крв. И кога црвено гледаш црвено, излегува бел. Дали разбирате? И затоа Господ не ги гледа повеќе твоите гревови, затоа што тие се измиени од тебе и ти си опростена, оправдана, простено ти е се и ти си во бели праведни облеки. И ова е многу важно да го запамтите, а ќе се обидам со еден филтер од еден апарат да го донесам и да ви прикажам со црвената боја како се неутрализира црвено со црвено. Да речеме, ако црвени букви ставиме на еден лист, а гледаме низ црвениот филтер, црвените букви не можеш да ги видиш. Дали ме разбирате? И истото е така да Господ гледа низ крвта на Неговиот скапоцен возљубен Син, кој што е наш Господ и Спасител и првороден меѓу браќата. Значи, нема обвинување за нас и кога ние ја објавуваме Исусовата смрт, Господовата смрт, тоа е наша одбрана во што? Во тоа да се спротивставиме на обвинувањето и стравот со кој што ѓаволот напаѓа. Тој прави неколку напади. Едното е со обвинување, другото е со наметнување на страв и третото е да те заведе да направиш грев. Така да прозирно е, односно предвидливо е би рекол, но покај тоа што е предвидливо, сепак луѓето пак некогаш забораваат дека се скапоцени за Господа и забораваат дека треба да изустат нешто, да направат нешто што веќе Исус го изврши. А тоа е да се објави Исусовата смрт која што се овозможи за сите нас. Така да оние од нас кои што имаат доверба во Бога и во завршената работа на Голгота од страна на Исус Христос, ние сме значи благословени и затоа кога взимаме причест, треба да знаеме дека причеста или примање на Господова спомен вечера е Божји канал за приемот на здравје, односно исцелување и целовитост на нашето битие. Значи, начинот за ти да примиш возобновување, исцелување, целовитост, се случува преку оној начин што Бог го возможи за нас, а тоа е со примање на Господова спомен вечера. Прочитавме во 1 Коринтијани, 27 стих, вели, затоа кој јаде од лебов или пие од оваа Господова чаша на недостоен начин, ќе биде видовен против телото и крвта на Господа, вели Словото. Но човекот вели нека се испита себе си и така да јаде од лебот и да пие од чашата. Зашто кој јаде и пие, а не го распознава Господовото тело, јаде и пие за свое осудување. Пазете колку прецизно напишано, но не е јасно. Прво, 29 стих, зашто кој јаде и пие, а не го распознава Господовото тело, јаде и пие за свое осудување. Што значи тоа? Осудување. Знаете ли како сето ова се толкува? Прво, зборот недостојно, значи тој што прима недостојно што ја прима вечерата. Зборот недостојно го опишува дејството, чинот на јадење и пиење. Да речеме, ако седнеш со богати луѓе на некоја свечена трпеза. Во нивното друштво имаш сервис, имаш прибор за јадење и слично.
Ако почнеш да јадеш да шмацкаш и да фаќаш со рацете копано да го држиш, да го јадеш, па пукаш тука коски, па потоа зимаш маслинче, го пукаш натаму. Дали ќе е тоа достојно јадење тука на масата на трапезата? Ќе биде срам. Ќе биде срам. И дури така некој да си шмацка, да си шлапка, да си фрла, да си плуцка, кога е во таква средина, во таков еден ивент, ќе се воздржи од тие нешта, предпоставувам. Нели? Никој да речеме, кога ќе видат дека сите јадат со раце, да речеме свински ребра, ќе ги остават приборите, ќе почнат, ако другите јадат со раце. Но по принцип, нели, секој се труди мевцето да го извади од реброто, ама тешко оди. Посладко е со раце, нели? Но има услови каде што не можеш така, нели? И сега зошто ова би го кажувам? Затоа што зборот недостојно е прилог. И тоа значи дека го модифицира глаголот и во овој случај недостојно го опишува самиот акт, самиот чин на дејството на јадење и на пиење на трапезата. Значи, не се опишува лицето кое што јаде или пие. Павле не велеше дека ако не си ти достоен човек, ако не си достојна личност, немој да учествуваш во Господовата вечера. Павле тоа не го вика. Дали разбирате? Но црквата, низ историјата, погрешно го сватила овие стихови, ова учење, и сега христијаните си велат, ако не си достоен, не учествувај. Ако имаш грев во твојот живот, значи си недостоен, не доаѓа на Господова вечера, немој да си земал Господова вечера, да не станеш болен и слаб и да умреш пред време. Отизимаш за своје осудување. Така да разбираме дека она што Господ го дал да биде наш благослов, луѓето го земаат и го претвараат во нешто што предизвикува страв и носи проклетство. Така? Добро. Значи, што сакам со ова да ви кажам? Сакам да ви кажам дека сите ние доаѓаме на Господова вечера и ние кои што сме во Христос сме веќе достојни, бидејќи сме направени достојни преку Исусовата крв, преку жртвата на Исус што ја направи за нас. Значи, само смртта на Исус Христос нас не квалификува да учествуваме, а не нашите добри постапки или недобри постапки. Ке повторам. За да земеш Господова спомен вечера, не те квалификува твојата донација во црквата, ниту твоето постање од 40, 60, 80 дена, не знам колку. Не те квалификува ниту твоето добро дело, ниту твоето лошо дело. Единствено што те квалификува е Исусовата жртва која што се изврши на самиот крст. Дали ќе кажете амин? Дали треба трети пат да го повторам? Значи, Павле не вели дека не треба да учествуваме ако сме недостојни. Тој вели дека не треба да учествуваме на недостоен начин. Што значи да се учествува недостојно? 29 стих вели, зашто кој јаде и пие, а не го распознава Господовото тело, јаде и пие за свое осудување. Значи, ако не успеете да го препознаете или да го разберете значењето на Господовото тело, она што Исус го направи, тоа е тоа што јадете и пиете на недостоен начин. Сега коринтијаните учествуваа недостојно во целата таа Господова вечера. Зошто? Затоа што да се земе недостојно, значи да не се признае дека скршеното Исусово тело има за цел да ни донесе бенефит како здравје, обнова и исцелување. Коринтијаните не го препознаа тоа Исусово тело дека е скршено за нив, не препознаа дека Господ преку тој чин обезбедува здравје и исцелување и ја третираа Господовата спомен вечера како обред, како ритуал. И затоа тие ги пропуштија благословите кои што Господ сака да им ги даде. И тие не го разбраа значењето на лебот, лебот на животот. Што значи? Не знаеа ниту зошто се причестуваат. Сите прават и ја правам. Ова значи тоа да се учествува недостојно, затоа што мнозина од нив, како и денеска, сметаат дека причест или Господова вечера се зима како награда откако си се исповедал, откако си се покајал, откако си постел.
Но тоа не е така. Начинот на кој што ние се причестуваме или земаме причест, ќе утврди дали ги доживуваме ние придобивките од Господовото тело. Ако нашиот став е, па ова е само мало парченце леп, тогаш тоа ќе биде за тебе само парченце леп. На тој начин ти самиот се саботираш да не ги примиш Божите благослови и тие живототворни ефекти кои што ги носи лебот на животот, односно она што Господ го направи за нас. И Павле детално тоа го опишува, го објаснува зошто е важно. И вели, и така кога се собирате заедно, не е тоа за да се јаде Господовата вечера. Зашто кога ќе се седне на трапезата, секој го зема своето јадење, едниот гладува, другиот се пиени. Немате ли куќи за да јадете и пиете? Или ја презирате Божјата црква и ги срамите оние кои немаат? Што да ви речам, да ве пофалам? Не ве фалам во тоа, вели апостолот Павле. Знаете што значило тоа? Се принесува во Божјата црква мензата, трапезата, нели се става? И на самата менза што се случува? Лапање, ајде, ни се почекува ни ништо, дали некој друг земал или не земал, не е важно. Так, тук, лапај, ставај кесата, поли македонче. За после. Сваќате како што сме гледале и како што имаме еден таков шаблон на размислување. Нели кога одиме негде. Нели сега тоа е, нели човечката природа е таква, ама Павле пак ни укажува не така. Затоа што така може да правиш ти со шведска маса. Ама не треба да биде така со Господова спомен вечера и кога се принесува јадењето, кога се собираме како верници за слава на Господа. И значи Павле дава укор на кого? На оние кои што доаѓаат за Господова трпеза вечера, но гладни идат. Дома да им седи јадењето, чекај, тука ќе се нафукам, ќе се најадам. Зашто да ме на еден овро? Така да едни да се настегаат, да се налапаат, да стават нешто повеќе во врчко црево. Другите да се налеат со вино. Вино пиеме, мраки работава, знаете, значи некој лапа, некој пие, дури се опивале. И тоа на што може да личи? Да личи можеби на македонци кои што се собираат во странство, особено кога имаат празник и кај што се пуштаат народни песни. Да, во црковни услови. Меѓу другото, банкети. Господовата спомен вечера не е банкет. Ни за добри чевли, ни за фустани, ти биди си спастрен и се, но оди за на Господа му одадеш слава. А не за да бидеш тарантула дотерана која што ќе се прикаже со новата модна шема од бутиците. Ме разбирате ли? Ако одиш, не оди за најаска за да се најадеш и да оштетиш. Оди за да учествуваш заедно со браќата и сестрите во тој свечен чин во кој што Господ те повикува. Така да, Павле не вели дека ако имаш грев во животот, што не ти е разрешен, пример да речеме сега си дувана, пушиш, и не ти вика Павле, ти додека не се решиш од пушењето, сестро, нема го за тебе Господова вечера. Нема. Прво разреши се од демон на цигари, кај се 3 пати на ден, ќе постиш, ќе си исповедаш, Аве Марија или Оче наш ќе си ја кажуваш едно друго, па после ќе дојдеш на Господова вечера. Достојно да примиш. Не го зборува тоа Павле, дали разбирате? Така да, не значи дека ако ти имаш одреден греф во твојот живот, дека си недостоен и не можеш да учествуваш. Видете, напротив, точно кога ти имаш одреден проблем, тој греф тебе те разболува и тој е отров на некој начин гревот. И тебе ти треба контраотров. А тој контраотров што ќе биде ако не е тоа Господовата спомен вечера која што дава живот, антидот против отров е. Така да Господ ни вели да се преку Павле ни изборува да се причестиме на правилен начин, а каков е тој правилен начин? Да препознаеме дека Господовото тело е скршено за сите нас, за да може нешто да се исполни, односно за нас да не состави. Дали разбираме?
Така да не треба да се зима Господова вечера, бидејќи сте гладни. Де сега една соленка, убаво ми дојде ова лепче. Уште малкуцка ако остана да макнам, уште малкуцка и да фатиме со пинџур да го изедеме тоа. Така да не се однесува на такво нешто. Значи Павле им зборува на коринтијаните да ја препознаат силата на скршеното Исусово тело кој што го даде за нас. И тој не учи дека кога не можеме да го препознаеме Христовото тело, не треба да се причестуваме. Затоа што не тврдиме со вера што Исус направи за нас. Ако ти не тврдиш што Исус направил за тебе, а само махинално или формално, ритуално го взимаш лепчето и виното, што правиш во тој случај? Ти ја правиш неефикасна или не света Исусовата работа која што е извршена на крстот. Значи неефикасна е, немоќна за вас. Бидејќи кога не успевате да го препознавате Исусовото тело, вие доаѓате до ситуација да земате и го презирате. Го презирате Исусовото тело кога не знаете зошто го зимате во вас. Во одреден речник, еве недостојно како збор е анаксиос и се користи во 27 стих од 1 Коринтијани 11 глава, односно се мисли нели за причестувањето на Господовата вечера недостојно, тоест во преводот значи дека е третирање на Господовата вечера како да е обичен оброк, како лебот и чашата да се заеднички работи, не поодделни и не се сваќа нивниот свечен символичен символ, односно значењето на тоа што се прима. И сега ние знаеме дека Исус сака да го земеме лебот, да веруваме дека тоа е неговото тело кое што се скрши за нас, за да може нашите тела да бидат возобновени, да бидат добри, да бидат садови за почесна употреба, здрави. Ако испукан садот, ќе протекува. Нели? И затоа преку ова се овозможува целовитост на целото наше тело, на целиот сад. И кога ова го разбираме правилно, значи ние учествуваме како чин во самата Господова вечера на достоен начин. Тоа не значи дека треба музика морбидна да се свири, таговна, виолина да свири тука, да се плаче и да се завив. Нема такво нешто, но да се свати значењето, да се преиспиташ внатре во твоето срце, да го искусиш она што Исус за тебе го направи. Тука не ти требаат специјални ефекти на ехо, на темни рефлектори, специјална музика, па амбиентално светло, не знам друго. Не ви треба тоа нешто, тоа може и на ливада да го правиме, може и да го правиме и на улица да го правиме ако се собереме во името на Исус. Дали се разбираме? Така да не треба перформанс, туку е потребно подготовка на нашето срце и правилно разбирање за самиот чин. Амин? Амин. Така да кога се доаѓа на трапезата Господова, ние нашата вера веќе ја ослободуваме, односно ја практикуваме во самиот чин на земење на Господовото тело и придобивките од тоа се заздравување, кое што значи процес на регенерација, еден процес на една состојба на рековалесценција, кога веќе поминувате од една фаза во друга. Состојба во која што, ако да речеме некоја болка или болест е потрајна и вообичаено трае по 2-3 недели или повеќе, во овој случај вие не и дозволувате на болеста да вирее во вашето тело. Едноставно и се зема силата со тоа. Јас кога бев од ковид во болница, она што Милена инсистираше да го правам, а и јас се разбирам, но во таква состојба не си ни многу свесен, се треба некој да те подсетува. Тоа беше Господова спомен вечера, која што таа ми ја подготвуваше, ми ја праќаше специјално спремно и јас си зимав Господова спомен вечера. Значи, тоа може да се прави и 3 пати на ден, ако состојбата ви е захтевна и бара такво нешто, но исто така и може да се зема и еднаш дневно, доколку поминувате не само низ физичка болка, зборувам и низ одредена агонија во психолошки аспект. Значи душевно страдание ако е. Или да речеме ако се случуваат семејни ситуации во домот. Вие ако членовите од семејството не се верници, во ред.
Не инсистирате на Господова вечера, бидејќи не знаат за Христовото тело. Но, ако се отворени, може на нив да им просведочите што значи земањето на Господова вечера, да пристапат кон Христос. Дали ме сваќате? Видете, ние како пастори, како служители, таа улога како служба ни е дадена на нас да ја обавуваме овде во црквата. Но ете, има одредени периоди кога јас ве благословив да можете тоа да го практикувате и врз самите вас секојдневно, но и врз членови на вашето семејство. Океј? Зошто ова ви го кажувам? Затоа што вие сте тие што се царско свештенство. Сите ние сме. Како служи царското свештенство? Со похвални жртви, со пристап кон Господа, но исто така и со примањето на Господовата спомен вечера. Зошто ова ви го кажувам? Затоа што може би вашиот брачен другар не е овде. Може би направил некој благ чекор кон Господа. Што е тоа што го пречи да доаѓа овде? Гревот ли е? Има. Најчесто тоа е можеби неговата страст или врзаност за гревот. И тоа го блокира да не пристапи кон Господ, и сладок му е гревот. Сега ние ќе чекаме гревот да му се отслади за да дојде. Што е тоа што ќе помогне да му се отслади и да му се одземе силата на гревот? Па тоа е присуството на Господ, кое што во неговото тело и во неговиот ум се овозможува и преку Господова спомен вечера. Значи, од ваша страна потребно е да објасните што представува Господовата спомен вечера, лебот, виното, не само цк-цк да се земе туку така, и потоа да потикнете благо кон сето тоа да се оствари, доколку човекот сака. Доколку не, вие можете на само со Господа да си пристапите кон Господова спомен вечера, наместо кон диазепами и кон други опијати кои што наводно ќе ве смируваат. Може да ве смират, не велам не утврдувам на тоа да не зимате такви лекарства ако ви се препишани од лекар, но сакам да ви кажам дека јас го познавам лекарот над лекарите и тој е Господ наш кој што ни овозможи Божи начин да ние се обновуваме и да се враќаме во еден баланс, мир, хармонија и здравие. Во одредени цркви каде што сум гостувал, нема да спомнам сега каде, бидејќи може да се гледа ова видео после тоа. Одам јас и очекуваме во црквата да имало хармонија, да имало послушност, да имало ред, почит едни со други, кога се зборува за Господ и Словото, да се има една отвореност во срцето, една подготвеност. Телефони фрчат, се извлегува и излегува. Некој се смее, некој вака зборува на телефон. И викам, ова нормално ли е, не е во ред, како ова се дозволило, зошто? И си викам, јас контролирам ли сега, сакам по моје ли да биде, како да се постави Божиот ред? И Господ вели, како да има Божи ред? Кога мене ме нема во нив, викам, леле, како ова? Зошто? Нели они исповедаат дека Исус го прибија во своето срце? Нели се крстеа? Нели они се во Христос? Нели ова е црква? Како тоа? Знаете што беше одговорот? Не практикуваат примање на Господова спомен вечера. И јас им велам, сега треба да примате од сега натаму спомен Господова вечера. Знаете ли дека не послуша? Не послуша. И имаше многу трзеи, многу верници заминаа таму, некои остана како фамилии едни со други, те оговарања, те некои други работи, просто се одржаваше како клуб. Се дури Господ не повика еден човек да го помазаме за пастор и да воведе една пасторска грижа и ред во црквата, кое што си започнува и со процес со практикување на Господова спомен вечера. До тогаш не можеше да биде црква. Беше форма некоја. Не може црква без Господова спомен вечера. Така да Исус сака да го земеме лебот, да пристапиме кон Господовата вечера, да знаеме дека тоа тело е скршено за нас, за да може ние да го примиме бенефитот од сето тоа. Но се разбира
ние треба да се испитаме. Сега, што значи тоа ние да се испитаме? Дали јадеме и пиеме на достоен, односно недостоен начин? Никаде не пишува дека тоа испитување е за да провера дали има грев некој во срцето. И јас не го знаев тоа. И од тогашниот човек кој што ме помаза во оваа служба, наследив поука дека не смеат да зимаат Господова спомен вечера верниците ако се немаат покајано, односно ако не испитаат за гревот во нивното срце, дали го имаат или го немаат, односно да не зимаат. Во 1 Коринтијаните 11 глава, значи 27 до 29 стих вика, затоа кој јаде од лебов или пие од ова Господова чаша на недостоен начин, ќе биде виновен против телото и крвта на Господа. Но човекот нека се испита себе си и така да јаде од лебот и да пие од чашата, зашто кој јаде и пие, а не го разпознава Господовото тело, јаде и пие за своје осудување. Значи Павле вели дека човекот треба да се испита себе си за да види дали јаде и пие достојно, за да не јаде и да пие за своја пресуда. И тоа е едноставно, но проповедниците во религијата ги тераа христијаните да се осетат под јарем, односно да чувствуваат одреден страв, да се чувствуваат дека Господ сака да ги казни ако немаат само преиспитување и ако немаат увид во тоа дали живеат во грев или не. Но она што Господ сака и тоа што Павле ни го зборува е следното. Господ сака да се испитаме себе си, слушате ме внимателно, да видиме дали ја ставаме и полагаме нашата вера во завршената откупителна работа на Исус Христос на крстот, на неговото дело кое што го изврши за нас, или пак се надеваме со собствени сили, напори, телесни дела, планираме да си изчистиме совеста, да заработиме прошка или благослов од Бога. Тука лежи преиспитувањето. Дали сватиш? Значи да се преиспиташ. Не во смисла ти грев дали имаш или немаш. Туку твојата вера, дали ја положуваш во завршеното дело на крстот што Исус го направи, го зимаш лебот и виното со таква вера, или пак ти само земаш ритуално, а после си продолжуваш да си живееш мислејќи дека со донација во црквата или со добрини што ќе ги направиш, ќе ти го прости Господ гревот, ќе ти даде благослов, ќе ти ја смири совеста, ќе ти ја исчисти и слично. Тука во таа основа лежи преиспитувањето што Павле акцентира и треба да го имаме тоа во себе си. Затоа е важно да разликувате што значи да се живее под закон и религија и што значи да се живее под благодат од Господа и со водство од Светиот Дух, каде што не живееме со наши сили и упорни дела за да му допаднеме на Господа, туку живееме според она што Исус го направи за нас. И што значи таа пресуда за која што читаме во 29 стих? Тоа не значи Божји гнев. Туку пресудата се однесува на еден грчки збор кој што гласи крима. Крима се е грчкиот збор. Тоа значи пресуда божествена, кога Адам, да речеме, сгрешил против Господа, таа божествена пресуда паѓа врз човечкиот род и со тоа се активира слабост, болест и смрт за човечкиот род. И сега Господовата вечера е начин кога Бог ни помага да го неутрализираме процесот на старење, процесот кој што е на секојдневно самоумирање или гаснење, односно преку Господовата вечера да чекориме во божествено здравје. И се додека ние сме на земјата овде, ние секојдневно доживуваме старење, кое што е последица на Адамовиот грев. Процесот на старење, на разболување и така натаму е последица која што е заради гревот кој што Адам го направи и се рефлектираше во целото човештво, но е еден процес кој што секојдневно се случува и е дел од таа божествена осуда или пресуда, но ние кога примаме Господова спомен вечера, тоа е Божјо решение за да се неутрализира распаѓањето и наместо осудата божествената осуда да се рефлектира врз нас, да се рефлектира
Божиот благослов што Христос го заработи за нас. Значи, Господ ни помага да го надоместиме овој процес на старење и за да можеме да чекориме во виталност, во здравје. И секој пат кога примате Господова вечера, вие што правите? Ги отфрлате ефектите на проклетството или на божествената пресуда која што се изврши за целата човечка падната природа. Сега, ѓаволот не може да угнетува луѓе кои што веруваат во силата на скршеното Исусово тело за нас, и затоа ѓаволот се обидува долго време низ историјата да ја направи Господовата спомен вечера недостапна за сите. Затоа што знаете колку луѓе се свесни за својот грев. И вие многу повеќе сте свесни за вашите грешки и слабости и мани и недостатоци, отколку што сте свесни за божествената праведност која што Исус Господ ни ја подари за секој еден од нас. Многу ви е полесно да се критикувате, обвинувате, осудувате себе си, отколку да се третирате како Божји деца. А кога таков однос имате кон себе си, критички, незадоволно, фрустрирачки, таков однос ќе имате и кон сите околу вас. И од тука доаѓаат конфликтите во меѓусебните релации. Но Господ нас не учи да ја прифатиме неговата љубов за нас и неговата праведност која што тој не прифаќа преку Исусовата праведност, и тоа де факто во практиката да го спроведеме. Кога ние тоа ќе го искусуваме кон себе си од Божја перспектива како Бог нас не гледа, тогаш и ние таков однос ќе имаме и со луѓето околу нас, кои што исто така имаат грев и се недостојни. И ние бевме недостојни, но Исус не направи достојни. Така да не треба да се прима Господовата спомен вечера како медал за почести за одредени действија што се извршени. Напротив, дури кога имате одредено страдание, психичко, физичко, одреден порок кој што дивее во вас и ве тера да гледате одредени филмови или одредени действија да вршите, треба да се свртиме кон Господа. Дури ѓаволот не сака ти да пристапиш кон Господова вечера, ќе ја лови твојата совест да ти зборува: не можеш, не си чист, не си достапен, гледаш, лажеше бре, мајка ти гледаше, ја лажеше у очи. Маш ти го гледаше во очи, го лажеше, лицемериш, ова правиш, она правиш. Ѓаволот ужива во тоа да ве оддалечи од Господовата вечера. Зошто? За да немате регенеративен процес во вашето тело. Да ви го одземе оно што Господ сака да го направи во вашата душа и во вашето тело. Да ве држи во една болесна состојба, психофизичко страдание. Да ве тишти од внатре, да ве удира. Затоа кога имате и духовни напади, без разлика како тие се манифестираат, ние ќе искусиме целосна победа, не само кога ги бркаме демоните во името на Господ Исус Христос, не само кога ја разгласуваме победата на Исус со словото на своето сведоштво и крвта на јагнето, туку и со примањето на Господова спомен вечера. Затоа што кога го правиме тоа, ние веруваме дека она што Исус го направи на крстот е многу поголемо од било кој напад на ѓаволот, од било кое име на диагноза, од било која проблематична состојба. Штом ќе сватиме колку претрпе Исус за нас, разбираме дека тоа е за да се исцелат нашите тела, да се исцелиме во целост и духовно и физички и психички и да бидеме во една увереност дека Господ промисли за нас, да бидеме целосно обновени и здрави. Сега, ако вас ви е тешко да си замислите дека лекот е со земањето од едно мало парченце леп и мала чашка вино, дека тоа може да ви донесе здравје, обнова и регенерација, да се подсетиме, во Едемската градина Адам што правеше? Јадеше се што беше, што растеше, овошје јадеше. Меѓутоа, јадејќи од едно овошје, го втурна целото човештво во грев, во болест и во страдање и смрт. Епа Бог, во својата милост и во својата мудрост, смисли едно совршено решение. Пак е преку јадење. Излезот, разбирате ли?
Едноставниот чин на јадење од страна на Адам донесе болест и смрт, ама Бог нареди дека едноставниот начин на примање на причест, односно Господова спомен вечера, ќе донесе здравје, живот и обнова на неговиот народ заради Исус. Значи, затоа е важно да пристапиме кон Господова вечера и да знаеме што тоа значи кога Исус ни зборува за него. Затоа што не е само чин да кажеш и да слушнеш, него треба да го искусиш сето тоа. Исус вели: јас сум животодавниот леп. Оне што доаѓа кај мене никогаш нема да огладни, и оне што верува во мене никогаш нема да ожедни. Секој што ми е дадено татко ми, ќе дојде кај мене, а јас нема да одбијам ниту еден од оние што доаѓаат кај мене. Јас не слегов од небото за да ја вршам својата волја, туку да ја вршам волјата на Бог кој ме прати. А волјата на Бог кој ме прати е да не изгубам ниту еден од оние што тој ми ги даде, туку на крајот сите да ги воскреснам за вечен живот. Волјата на мојот небесен татко е секој што го гледа синот и верува во него да има вечен живот и на крајот јас да го воскреснам. Исус вели: јас сум животодавниот леп. Јас сум животодавниот леп кој слезе од небото. Кој се храни од овој леп, ќе живее вечно. А лебот што јас ќе го дадам за животот на светот е моето тело. Оној што се храни од моето тело и се напојува од мојата крв, има вечен живот и на крајот јас ќе го воскреснам. Моето тело е вистинска храна и мојата крв е вистинска напивка. Кој се храни од моето тело и се напојува од мојата крв, живее во мене и јас во него. Мене ме испрати живиот татко и како што причина за моето живење е таткото, така и оној што се храни од мене ќе живее заради мене. Лебот што слезе од небото не е како лебот што вашите предци го јадеа, а потоа умреа. Тој што го јаде овој леб ќе живее вечно. Читав од Евангелие по Јован од 6 глава. Значи, пред да се земе од Господовата вечера, треба да знаеме дека Господ сака да бидеме здрави, да напредуваме во се, затоа и такви поздрави имаат и апостолите кога ги пишуваат писмата, еве во 3 Јованово писание вели: возљубен мој, ти посакувам да ти биде добро во се и да бидеш здрав, како што и е добро на твојата душа. Така да Господ го сака тоа да имаме здравје, да имаме добро во се, да ни е добро на нашата душа во секој еден аспект. Значи, Господовата спомен вечера не е ритуално действие, туку е искусување на Божјата љубов за нас преку чинот на жртвување од страна на Исус. Дали разбираме? Зошто е ова важно? Затоа што со ова се исполнува Божјиот план кој што беше објавен преку пророкот Исаија уште 700 години пред Исус да дојде. Дали да ви прочитам? Знаете сите, меѓутоа сепак убаво е одново да ви го прочитам. Можете и вие да си забележите. Исаија, која глава? 53-та. Вели: беше презрен, отфрлен од луѓето, човек на болката, свикнат на страдањата, од кого секој го отстранува лицето. Беше презрен и за ништо го сметавме. Значи, Исаија ова го гледа, го прима во визија и го гледа. Он не е, вие кога читате Библија, мислите дека Исаија бил дел од времето на Исус. Тој 700 години пред Исус да дојде и он објаснува како веќе да го искусува сето тоа. И објаснува пророкот, вели: а тој ги понесе нашите болести, ги зеде врз себе нашите болки, додека ние сметавме дека Бог го бие и го понижува. За нашите престапи беше прободен, сотрен за нашите беззаконија. Казната за нашиот мир, за нашиот мир да го имаме, таа казна падна врз него, врз Исус. Вика: преку неговите рани ние се исцеливме. И вели: сите скитавме како овци и секој одеше по својот пат, а Господ ги возложи на него беззаконијата на сите нас. Го измачува, а тој оставаше, дозволуваше. И не ја отвори својата уста, го одведоа како јагне на колење, како овца нема пред оние што ја стрижат. И не ја отвори својата уста.
Со сила и со суд се ослободија од него, и кој ќе го искаже неговиот род? Да, од земјата на живите го отстранија него, за гревовите на неговиот народ го ранија на смрт. Му го одредија погребението меѓу злочинците, а неговиот гроб беше при богатите, иако не направи неправда, ниту пак устата му изусти лага. Но на Господа му беше угодно да го порази, и тој го предаде него на мачење кога го жртвува својот живот како принос за грев. Ќе види потомство, ќе ги продолжи своите денови и Господовата волја ќе се исполни преку него. Заради страдањата на својата душа, вели, ќе види светлина и ќе се насити со незиното сознавање. Мојот праведен слуга ќе оправда, што? Ќе оправда мнозина и нивната вина ќе ја земе на себе. Затоа ќе му дадам мноштво во наследство и со силните ќе го дели пленот, зашто сам се понуди на смрт и беше вброен меѓу злосторниците, за да ги понесе гревовите на мнозина на себе и за да се заземе за злочинците. Амин. Значи, Господовиот план се оствари, беше објавен преку пророкот Исаија, со отелотворувањето на Исус се оствари единствено преку Исус и затоа само преку него имаме спасение. Нема друг преку кого тоа спасение е овозможено и обезбедено. Така да затоа е многу важно да сватиме дека преку неговите рани ние сме исцелени, и во стихот зборува дека ги понесе, ги зема врз себе нашите болести и слабости. Кога се анализираат тие зборови во преводот, значи не само психички страдања и душевни, туку и физички страдања и слабости кои што те водат во страдание, кои што те водат да си слаб на одредени ситуации. Дали сме подготвени да примиме Господова спомен вечера? Затоа ќе повикам да се земе, да се принесе, односно секој да земе од Господовата спомен вечера, и ќе се почекаме за заедно, нели, да се помолиме. Додека се подготвува Господовата спомен вечера, ќе поттикнам во молитва за секој еден од вас кој што не го примил Исус за свој Господ и Спасител, а гледате видео снимка од ова. Можете да го направите овој избор, кој што е избор за вистински живот, вечен живот, додека и вие кои што сте присутни, ако не сте го направиле тоа званично и официјално, ќе ве поттикнам со оваа молитва. Можете да ја повторувате и сите вие. Момент, Росана. Господе Исусе Христе, Ти благодарам што ме возлюби, што умре за мене на крстот, што ја пролеа Твојата скапоцена крв за мене, која што ме измиел секаков грев. Ти си мојот Господ и Спасител. Ти го скрши Твоето тело за мене. Јас верувам дека Ти откако умре, беше погребан и на третиот ден воскресна од мртвите, дека денеска си жив. Поради Твоето откупително дело на крстот, јас денеска сум сакано дете на Господа и небото е мојот дом. Ти благодарам, Исусе мој, што ми даде вечен живот, подарок од Тебе, што ми го исполни срцето со Твојот мир и со радост, што ми го напиша името во книгата на живот. Ти благодарам што преку Тебе, Исусе, можам да му оддадам слава на Господ Семоќен, кој што и сега го примам, го разбирам, дека е мојот Татко Небесен. Заради Тебе, Исусе, сум посинет и сум дел од Божјото семејство. И затоа Твоето име го величам и прославувам. Преку Тебе го познав Господа, бев незнабожец, бев многубожец, бев заблуден од гревот и од телесноста. Јас не сум евреин,
Но Ти, Господе, ме направи дел од Твоето семејство. Преку Тебе, Исусе, Бог ми е татко. И јас сега сум духовен евреин, кој што го наследува благословот од Авраам. Ти благодарам, Господе, за Твојата благодат, што ја вкусив денес со ова слово, кое што уште еднаш ме охрабри и ми даде увереност дека совршено ме сакаш и го имаш најдоброто за мене, за мојот живот, за моето тело, за моите органи, за се, Господе. Ти благодарам и се покорувам на Твојата волја, зашто знам дека Твојата волја е совршена за мене. Ти благодарам што го примам дарот на спасение со вера во овој миг и оддавам слава на Таткото Небесен. Амин. Сите вие кои што кажавте оваа молитва, значи пристапувате во тоа да го примите Исус за свој Господ и Спасител и од овој момент спасението го примате со вера и станувате Божји деца без да заслужите, туку по милост на Господа. Амин. Сега можеме да ја поделиме Господовата спомен вечера. Значи, не го третираме овој чин како магичен, туку како свет чин кој што Господ сака да го правиме, се дори тој не дојде. Погледнете го лебот вие што веќе имате и додека го гледате лебот, оживејте ја сликата од Светото Писмо, погледнете со духовните очи како Исус го носи својот крст кон Голгота, како Исус ги зема твоите гревови, твоите болести и слабости, како ги зема на своето тело додека ја распнат на крстот. Погледни како твоите диагнози како да се испишуваат на Исусовото тело, на неговите рани. Без разлика дали се наследни болести, автоимуни, хронични, дали ги знаете со латински назив или не, сите и симптоми, гледате како Исус ги зема на своето тело, на крстот, додека е распнат, и гледате како секоја состојба која што вас ве косела, ве тиштела, веќе Исус ја зема како магнет, ја одзема од тебе и ја лепи врз себе си, врз своето тело. Гледај, ако е тоа тумор, како туморот го одзема од тебе и го става на себе си. И гледај, ако е тоа искривување на коските, реума, артроза, артрити, што и да е, како Исус тоа го зема врз своето тело. Гледај, ако е тоа диабетис, ако е тоа слепило, ако е тоа проблеми со бубрези, со срце, ако е тоа со органи кои што се откажуваат и се слаби. Гледај Исус како тоа го зема на себе, а тебе те ослободува. Без оглед на болеста, болката, слабост, која и да е. Гледате како е на неговото тело, а тој покорен ја исполнува волјата на Отецот, дозволува крвта негова да се пролева и од трнливиот венец на главата, и од бичувањето од камшиците, од оние места каде што беше закован клинец на неговите раце и нозе. Гледај го сето тоа, бидејќи он ја плати цената за ти повеќе да не плаќаш цена за твоите гревови и последиците на гревовите. Ниту твои извршени од тебе, ниту наследени како проклетство од предците. Гледај како Исус тоа го исплати. И погледни искуси како тоа веќе не е дел од тебе. Не е дел од твојот ум, од твојата душа, од твоето срце. Гледај како тоа веќе не ти припаѓа. Како Исус го зема.
И погледни како Исус обезбедува здравие. Неговите рани се отвараат повеќе и повеќе, бидејќи ги зема сите слабости и болести од цел свет, од цел човечки род. Но повеќе не е на тебе. Он станува унакажен, а ти стануваш обновен. Погледни како неговото здравие доаѓа на тебе. Како тој ги понесе тие гревови и болести. А преку неговите рани ти обезбеди исцелување. Затоа ја ослободуваш својата вера во овој леб. И погледни го уште еднаш лебот, гледај сега во лебот. И кажи ти: благодарам Исусе, што го скрши твоето тело за мене, за моje исцелување, за заздравување и во душата, и во духот, и во телото, за лекување на мојата брачна душа, која што си ми ја дал за сопатник, за исцелување на мојот брачен другар, за исцелување на моите деца. Ти благодарам што со твоите рани, кои ги искуси со ударите од камшикувањата што ги претрпе, со камшиците, Господе, ти со тие рани овозможи исцелување за мене. Верувам, Господе, и ова што го држам во мене, во моите раце, е Твоето тело. Верувам дека е Христовото тело и го примам за целосно мое исцелување во името на Исус. Прими го како лек. Додека ја јадеш и го чувствуваш вкусот, осети таа блажина што ја искусуваш како да си во прегратките на Исус. Осети како кога голташ, како тоа продира длабоко во тебе и во твоите клетки се ослободува исцелување преку раните Исусови, исцелување на твоите органи, на твоите артерии, вени, на твоите бубрези, исцелување на твојот панкреас, на твоите жлезди, на тироидна жлезда, на очи исцелување, на кичма исцелување, целосно исцелување во целото твое тело, на секој дел од тебе. Осети го тоа внатре во тебе, како се ослободува и носи мир. Осети таа сила што се ослободува со вера и кажи му на Господа: фала ти, Господи Исусе Христе, што ме возлюби на посебен начин, што Твојата љубов ми е доволна за се и не ја барам никаде, зашто ја најдов само во Тебе. Погледнете ја чашката на Новиот Завет и гледајте во неа. Представете си ја крвта Исусова и гледајте, препознајте ја во оваа чашка. Бидејќи неговата крв која што се пролеа за нас, се пролеа бидејќи Исус не возлюби и пролевајќи ја крвта ни ги прости сите гревови. Не примаме за да ни биде простено. Ја примаме оваа чаша на Новиот Завет бидејќи веќе ни е простено, ама за секој грев што некогаш сме го извршиле, што го вршиме и што ќе го извршиме. Затоа додека гледаме, кажите: ти благодарам, Господи Исусе Христе, за чашата на Новиот Завет со Твојата крв. Ти го воспостави тој нов завет со Бога и луѓето преку прелевањето на Твојата крв. Твојата крв ми донесе прошка, ме изми од секој грев. Твојата крв, Исусе, ме направи праведен, да живеам во праведноста Твоја и во Твојата победа, Господи. Твојата крв се застапува за мене во просторите Божји, пред невесата, пред царот на царевите. И зборува погласно од Авеловата крв, зборува во моја полза Твојата крв, Исусе. Сега додека пијам,
и те славам и се причестувам со наследството на праведните, што е зачувување, лекување, целовитост, просперитет, кој што ми овозможи Твојата света крв. Фала Ти, Господе, што преку Твојата света крв имам пристап до светината на светините, да се поклонам пред Отецот Небесен и да се радувам извикувајќи Халелуја. Господе, еве ја чашата на новиот завет во Твојата крв. Ја примам Твојата крв со благодарност, што ми ги прости гревовите и повеќе нема осуда за мене. Ти благодарам, Господе Исусе Христе. Ти благодарам, Господе, јас ја објавувам Твојата смрт додека Ти не дојдеш, Господе. Објавувам дека ги порази злите владетели и се, Господе, порази на крстот, што мене ме демнеше и беше против мојот живот, против мојот просперитет, против мојот брак, против мојата работа, против моите деца, против моето тело. Ти се порази на крстот, Исусе. Ти умре, беше погребан, на трет ден воскресна и мене ме воскресна. И воскресенскиот живот на Исуса Христа сега е во мене и блика во мене. Возобнови се во мене, Исусе. Ти благодарам што ме возлюби, Господе, и Ти оддавам слава и чест. Слава Ти, Господе Исусе Христе. Слава Ти, Господе Исусе Христе. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Халелуја. Слава на Господа. Оддете му на Господа слава со ракоплескање. Слава Ти, Господе. Достоен си за слава и чест, Господе, само Ти. Само Ти, Господе, се е од Тебе, преку Тебе и за Тебе. Халелуја. Ти благодариме, Господе, за ова заедништво, за тоа што ја благослови, Господе, ова вечер со Твоето присуство, со присуството на Светиот Дух, кој што го разгори нашето срце во Твојата љубов. Фала Ти, Господе, за браќата и сестрите, кои што доаѓаат од секаде одново тука меѓу нас. Господе, Ти благодариме и за Маргарита, Ти благодариме и за Горан и Бети, за Ана и Марија, и за сите кои што се физички присутни овде, но и за оние кои што не успеја тука да се, а се во странство, Господе. Ти благодариме за сите браќа и сестри кои што не успеја да пристигнат вечерава. Исполни ги со Твојот Свети Дух во радоста Твоја, бидејќи радоста во Господа е наша сила. Фала Ти, Господе, што не правиш секој од нас да е очевидец и сведок на Твоите чудеса, кои што ги извршуваш врз секој еден од нас, врз секој член на црквата, но и врз нашите семејства. Фала Ти, Господе, што гледаме како нашите деца ги подигнуваш да одат по Твојот пат. Фала Ти, Господе, што гледаме како небесните брани се отвара и изобилието надоаѓа врз нас како материјално и духовно благословување. Фала Ти, Господе, што гледаме како се бориш за нас и ги тргаш сите препреки од нашиот пат. Ти благодариме, Господе Исусе, што се застапуваш за нас и што ни даваш постојано утеха, волја да правиме добро и со тоа да го даваме слава на Таткото Небесен. Фала Ти што пребиваме во Тебе, бидејќи Ти си вистинската лоза, а ние прачките. И пребивајќи во Тебе, Ти благодариме, Господе, што сме плодни, дури кога мислиме дека сме неплодни. Фала Ти, Господе, што сме плодни прачки за Твоја слава. Оставаме се во Твоите раце и се да е според Твојата совршена волја. Амин. Халелуја, слава на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин.